Најнапред да кажам дека Јане Сандански представува апотеоза. Тоа значи израз на вековната борба за слобода на македонскиот човек. Тој не е човек кој што размислувал од интереси. Тој е човек кој што се посветил на револуционерната борба и ја сваќал онака како што ја сваќал и Гоце Делчев, бидејќи и двајцата се во иста година родени. Одбележуваме 150 години од нивното раѓање. Меѓутоа, и Гоце Делчев е неговиот човек кој што го вовел во организацијата и ја сватил идејата како што треба. Борбата да се води со сопствени сили, Македонија да биде на македонците, да не се очекува помош од надвор и она што го истакнал во една препирка со врховистите. Ние се бориме со сопствени сили да ја ослободиме Македонија, а вие сте дале заклетва на бугарскиот крал или односно кнез во тоа време. Што значи, Јане уште многу рано знаел кон каде да ја насочи и својата агитација, но и револуционерна практична дејност. Јане е инспирација за сите генерации кои доаѓаат после него. Кочо Рацин дури се обидел да напише поема за него, останала во ракопис, меѓутоа тој е инспирација и за таа генерација, но и за генерациите кои што извеле македонската ослободителна борба. Ние имаме и партизански одреди кои што се крстени со негово име Јане Сандански. Тоа не се случува туку така во еден народ, во една негова меморија. Тоа значи дека представувал вистински израз на македонските ослободителни стремижи и идеи. И во неговото време, но и времето кое што понатаму следело. Не постои задоволство, постои незадоволство. Едноставно, значи ние сме национално погазени, економско сиромашени, нема систем, имаме корупција, по корупција и криминал, мислам дека сме први во Европа, имаме политички осуденици во моментов, инфлација и сето тоа. Едноставно, имаме тонење на државата во секоја гранка и на секој ниво. Народот бара предвремени парламентарни избори затоа што само преку предвремени парламентарни избори ние можеме да ја шутнеме оваа ненародна власт. Така да незадоволството е големо и јас верувам дека со Господ напред на есен ние ќе ги и имаме тие предвремени парламентарни избори каде што несомнено ќе победи ВМРО-ДПМН и конечно повторно Македонија ќе тргне по стапките на развој, повторно ќе почнат како што и секогаш кога било ВМРО-ДПМН на власт, економските параметри биле во нагорна линија. Јас сум искрено оптимист, а и она што можам да го пренесам од секаде каде што одам, а сум постојано, без малку секој ден сум во некоја друга општина, секаде вибрациите се тие негативни према оваа сегашна власт и од друга страна максимално позитивни према ВМРО-ДПМН. Така е, апсолутно се согласувам дека Македонија може да опстане само доколку е сплотена и токму затоа ние прво повикуваме на македонско национално единство. Првата работа и втората работа е повикуваме на општо единство помеѓу сите граѓани, без разлика дали се тоа албанци, власи, турци, роми, срби и така натаму. Оваа власт која што ја донесе Македонија практично на работна дезинтеграција, гледате, најзадолжена држава сме, немаме никакви инвестиции, странски инвестиции во Република Македонија. Последни сме во регионот, најсиромашна држава сме. Скоро 1/3 од населението ни живее во сиромаштија. И мислиме дека само на тој начин можеме со сплотеност, со обединетост да ја победиме оваа катастрофална состојба во државата која што ни донесена токму од структурите на ДУИ и на социјалдемократско